Го поканувам Маријан Забрченец. Благодарам, Симона. Почитувани пријатели, сограѓани. Добре дојдовте на првата јавна акција на Ајде, платформа за граѓанска политика. Се собравме во оваа неформална, но организирана групација, за да ги оневозможиме лошите политики, кои се базирани манипулација, лага и грабеж. А да ги охрабруваме добрите политики, базирани на слобода, демократија и солидарност. Имаме намера безрезервно да ги поддржиме граѓаните слободно да размислуваат, слободно да говорат и слободно да коментираат и да креираат политики. И слободно да бараат подобра власт. Да, денес и овде зборуваме за политика, за граѓанска политика. Граѓаните имаат право да учествуваат во политичкиот живот, а при тоа да не мора да се членови на ниедна партија. Ајде има намера сериозно да се занимава со враќањето на политиката кај граѓаните и да не дозволи Македонија партиите, особено оние на власт, да ја окупираат политиката. Политиката не е појава со која граѓаните треба да се занимаваат само за време на избори. Политиката е човековото секојдневие. Ајде да не им дозволуваме веќе нашето секојдневие да биде узурпирано од партиите. Ајде да ја вратиме политиката кај граѓаните. Оваа платформа денес брои 123 активни, слободни и здружени граѓани, а во овој момент станува отворена за да и се приклучи секоја заинтересирана индивидуа која ги споделува утврдените или сака да внесе нови демократски и слободарски вредности. Ајде отворена и за искусните активисти, ама и за неискусните ентузијасти. И за формалистите, ама и за спонтаните. И за хоризонталистите, и за вертикалистите. Ајде, како што пишува во прогласот, нема намера да го монополизира просторот за акција, но и тоа како има намера да окрупнува активизам. Различни индивидуи и групи кои што денес ја сочинуваат Ајде, во минатото имаа помали и поголеми успеси, има помали и поголеми порази. Ајде е тука за денес да ги здружиме искуствата, знаењата, успесите и научените лекции од поразите. Ајде е тука да го окрупнува и да го канализира граѓанскиот глас се до конечно враќање на политиката кај граѓаните. Ајде е тука да обезбеди масовно активно граѓанство, зашто на Македонија е потребна масивна граѓанска акција. Масивна граѓанска акција. Масив атак. Ова не го смисливме ние. Ова му е јасно на секој граѓанин. Веќе од секој ќош се слуша дека промена е можна само ако граѓаните кренат глас. А граѓаните почнаа да окреваат својот глас. Прво се кренаа стечајците, па се кренаа лекарите, па се кренаа студентите, па се кренаа хонорарците. Ајде да поддржиме граѓанско кревање. Во таа насока, ајде ќе действува на неколку начини, на 3 начини. Прво, ајде ќе се гради и ќе се развива од внатре. Ќе разменуваме искуства, ќе се дружиме, ќе дебатираме за вредности, за музика, за култура, за уметност. Ќе градиме внатрешна структура, ќе создаваме пламена и јадра низ целата држава. Второ, ајде ќе помага. Ќе помага на ранливите, на кршливите, на заедниците на кои им треба подадена рака. Ајде ќе ги развива солидарноста и волонтерството и ќе побара посилните да ги побараат послабите. И трето, знам дека повеќемина од вас сте тука токму заради ова третово, ајде ќе се конфронтира, ќе пркоси, ќе се спротиставува, ќе ги ремети лошите политики на власта. Ајде ќе артикулира јавни ставови против газењето врз човековото достоинство, против лагата и грабежот, против изживувањето со етничките и меѓуетничките чувства на граѓаните на Македонија. Ајде ќе излегува на плоштади, на улици, по мала, по медиуми и нема да дозволува пропаста да ни проаѓа пред нос и да поминува незабележана. Ајде ќе се конфронтира со пропаста која се заканува на Македонија. Драги пријатели и граѓани, дали ви е криво што дел од вашите блиски се заминаа од Македонија?
Колку пати досега сте помислиле вие да ја напуштите државата? Дали ви е страв за собствената и за еднината на вашите блиски? Па ајде да ја спасиме Македонија, ајде да обезбедиме достоинствен живот на граѓаните на Македонија.